Почитувана председателка на Судскиот совет, почитувани колеги пратеници. Јас излагањето ќе го поделам во два дела. Првиот дел ќе биде пократок, тоа е генералниот дел. Навистина е, како да кажам, несоодветно да расправаме за извештај 2 години потоа. Затоа што многу работи се смени по содржина и по случувања, но затоа па во конкретниот дел ќе одам на еден случај од пред 2 или 3 години, за да може да се подсетиме и судски и со конкретни примери зашто граѓаните имаат голема недоверба во судството. Случајот го покренав и го отворив пред господинот Антонио Јолевски, председател на Советот на јавни обвинители, а случајот е од декември 2019 година. Може би се сеќавате за една сообраќајка што се случи пред Гостивар, каде што еден полицаец загина, а едниот беше тешко повреден. Обвинител во тој случај бил господинот Арсим Адеми, а судија во тој случај бил судијата Дауд Рустеми. На моите забелешки дека обвинителот постапил соодветно, инаку само да подсетам, обвинителот наместо обвинителен акт поднесол обвинителен предлог и утврдил на крајот одредена небрежност, иако се гледа според првичните извештаи дека немало никаква небрежност. Двајцата полицајци били излезени на увид на одредена сообраќајна несреќа. Се случувало во ноќно време, декември 2019 година, со сигнализација која што можела да се забележи 150 метри, од далечина од 150 метри, сите намалиле брзина на возење, додека сторителот на ова сообраќајно дело, каде што имаме еден загинат, еден тешко повреден и материјална штета, не ја намалил брзината и го извршил ова дело. Но обвинителот одел со блага квалификација. Одговорот на председателот на Советот на јавни обвинители, господинот Антонио Јолевски, беше дека обвинителите се само дел од процесите пред судовите и во случајот треба да се преиспита улогата и одговорноста на судијата во овој случај, а судија бил господинот Рустеми. Што се случува? Во изминатиот период ние гледаме дека јавноста со право реагира сензитивно кога ќе се случат несакани сообраќајни несреќи и можат истите да се случат или со умисла, или од небрежност, или во други околности, но во секој случај голем е бројот на жртвите, за жал, и се јавноста доаѓа во ситуација да дискутира во тој момент како треба да се постапува, за да има и специјална и генерална одговорност во ваквите случаи, специјална да се однесува на сторителот доколку се докаже вина, а генерална да се оди превентивно со таквите пресуди, за да може да се поправи не само сторителот, туку во иднина да може да се поправи и општеството за поголемо почитување на сообраќајните правила. Во овој случај, иако има основа за обвинителен акт и за посериозна санкција, сепак на крајот се завршува, иако се случува во декември 2019 година, после година и пол се донесува пресуда со која што сторителот е осуден на 1 година затвор. Нема никаква жалба од страна на обвинителството, нема никаква реакција од Судскиот совет. Може би ќе ме коригирате, може би има некаква постапка против судијата Дауд Рустеми, но ние не сме запознаени до ден денес за таква. И ова не е единствениот случај. Изгледа дека спрегата на одредени обвинители и судии функционира многу добро, затоа што истиот обвинител, Арсим Адеми, со друг судија, се актери во случајот Зоран Милевски Кичеец на превојот Стара, што се претекнува на полна линија. Имаме една жртва и 7 повредени, 2021 година, 4 септември.
Повторно обвинител е Арсим Адеми, а тогаш судија е извесен Михајловски од судот од Гостивар, каде што од фактичката ситуација, бидејќи не бил ниту пијан, ниту под дејство на опојни дроги или што и да е друго, сторителот свесно претекнувал на полна лента, има една жртва и 7 повредени. Овде казната е уште помала, пониска, односно има казна од 6 месеци. И сега кога ќе се случи одредена сообраќајна несреќа, како таа што беше во главниот град пред трговскиот центар Сити Мол, каде што млада личност го загуби животот на свој 24 или 5 години, тога се покренуваат лавина на реакции, оправдано, и се очекува дека има правда и за тој случај и дека ќе има генерално правична санкција, за да може тоа да влијае на сите граѓани, вклучително и на нас самите, за посовесно однесување во сообраќајот, но очигледно е дека ваквите конкретни случаи, кога одредени по-значајни, да кажам, или по-битни личности се засегнати, немаат разврска согласно фактичката состојба на случувањата, туку има некакви благи казни, кои што, како што кажуваат засегнатите во овие случаи, тоа се родителите на загинатиот полицаец од Гостивар, кои што учествувале како страна во овој спор, дека се работи, дека имаат и сознанија за подкуп, за менување на искази на сведоци и на други состојби кои што ја онеможуваат правдата на најблиските кои што платиле скапа цена со жртва на нивниот син. Затоа моето прашање е дали судскиот совет, поведен од укажувањето на председателот на Советот на јавни обвинители Антонио Јолевски, дали судскиот совет досега има покренато постапка или го има преиспитано случајот на судијата Дауд Рустеми за сообраќајната несреќа од декември 2019 година, каде што имаме еден загинат полицаец, еден со тешки повреди и направена материјална штета. А казната е 1 година затвор, при што казнетиот, единствената жалба која што доаѓа до повисокиот суд е од неговиот адвокат, адвокатот на сторителот, при што на казнетиот му се враќа пасошот и истиот заминува за Швајцарија, каде што имал и одреден престој. Затоа ценам дека ваквите конкретни случаи, може би навидум актуелни само во дадениот момент за одредени медиуми, потоа се губи вниманието од јавноста, но ваквите конкретни случаи најсилно ја загрозуваат довербата на граѓаните во судството, бидејќи ова се граѓаните, нивните роднини, нивните семејства, нивните бранители, сведоци кои да се, кои што забележуваат дека спрегата на одредени и за нас не толку познати обвинители, како што е во случајот Арсим Адеми и судии, како што е во случајот Дауд Рустеми, си ја спроведуваат правдата соодветно на нивните интереси во дадениот случај и соодветно на одредени повластици кои што може би едниот, другиот или двајцата ќе ги добијат од некоја од страните кои што се засегнати или инволвирани во ваквите случаи. Потоа, кога се прават извештаи и самиот суд и самото обвинителство, кога правеле извештаи за овој случај и за други случаи, тоа го наведуваат и за следни случаи, како што овој го наведов со Зоран Милевски Кичеец, каде што една имаше жртва и 7 повредени, а казната е само 6 месеци, тие наведуваат дека тоа е веќе востановена судска пракса. И тие го земаат секој предходен случај како случај на востановена судска пракса и се даваат квалификации за да се поддржи таквата пракса. Некаде ќе се напише небрежност, некаде се дава одредено вештачење, што и да е, но целиот систем, каде што судството доминира во носењето на одговорноста, наидува на една ерозија, особено кога станува збор за довербата на граѓаните во судството, а овде гледаме дека граѓаните, за жал, двајца од Гостивар и да не збориме за нивните блиски, платиле највисока можна цена која што може човек да плати во животот. Благодарам. Реплика пратеничката
Се извинувам, председателката на Судскиот совет, повелете.